Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во неделната доза на Гласот на народот, интерактивна трибина, 100% на која секојаш велам, бидејќи ние сме со вас 100%. Да, можете да го регистрирате телефонот, почитувани во режијата. Со нас е Ивана и Гордана во наредните 45 минути. Темата која денес ја преферирам заедно со вас да ја третираме и со мојот соговорник, избори 2024 или коцката е фрлена, позната по на алеја јахта ест. Вечерва со вас и со мене заедно во студиото господот Михајло Маневски, поранешен министер за правда. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам господине Томич што ме поканивте. Еве за неколку месеци втор пат сум во студиото на телевизија Вистел. Телевизија Вистел и Гласот на народот одат со забрзани чекори напред и завземаа се позначено место во медиумскиот простор. Ви благодарам за убавите збори. Ви благодарам за поддршката која давате несебично, бидејќи секој со вашето сега нема возврат нова, ниту куртоазна фраза, туку од искрен, од секоја час им пиетет кон вас, бидејќи сте еден од ретките политичари во Македонија кои имате едно големо политичко милје и искуство и во поранешниот систем и во ново, да речеме, демократска независна Македонија. Ретко тако политичар со толку годишно искуство и кој ден денеска се бори за независна и суверена и единствена Македонија. Да, токму така. Во рамките на ова што веќе велам коцката е фрлена, коцката е фрлена, имајќи факт дека веќе жребката се случи неодамна, се знаат редоследот како ќе настапат претседателските кандидати од 1 до 7. Интересно што актуелниот претседател кој побара втор мандат и покрај тоа што ветил дека му е доволно еден мандат се мисли на господинот Цео Пендеровски за подсетување, но да се одважил сака повторно биде претседател на Македонија, вика еве господи, правдата е на моја страна, број 1 сум ја. Дали може да го добие мандатот господинот Пендаровски? Па мислам дека помина 5 години, за мене 5 изгубени години со еден претседател како што е господинот Пендаровски, затоа што неговиот мандат може да се опише само како мандат на неуспеси, мандат на подметнувања, мандат на несоодветни однесувања од негова страна, би рекол пристрасни однесувања, брзани за одредена политичка партија, а не претседател на сите граѓани на Република Македонија. Така што мислам дека неговиот мандат ќе биде одбележан со, би рекол, едни темни слова во историјата на самостојна и независна Република Македонија, наспроти претходните претседатели што ги имаше Република Македонија од првиот, вториот и третиот претседател. Се надевам дека наредниот претседател на Република Македонија нема да биде ова изгубен случај, него ќе биде нова личност која што ќе даде значаен придонес за она што го гарантира Уставот на Република Македонија за функцијата претседател на Република Македонија, претседател на сите граѓани, а не да кажам како овој се нарекува да биде некаде некој приврзок и да ги менува мислењата од сабајле до вечер 3 пати. Ќе го смени мислењето. Тоа не е претседател. Мислам дека тоа не е одлика пред на еден државник кој што треба да биде во функција на заштита на интересите на државата. Имајќи факт дека не дека историјата се повторува, меѓутоа повторно како негов опонент или речем од другата страна е професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, која да бидам искрен во изминатите недели по моја лична иницијатива, бидејќи јас и оваа прилика го поканувам господинот Стео Пендаровски да повели во нашите емисии, особено и во магазинот и оваа емисија Гласот на народот, и да се представи на народот. Имајќи факт дека госпоѓата Гордана Силјановска добила безрезервна поддршка од функционерите на Европската унија, пазите, внимавајте, се извинам,
Тоа се референтни политичари од типот, од профилот на Дорис Пак. Тоа е европратеник 25 години во континуитет, еден висок политички профил од Западна Германија, на Европа, експерт за Балканот, председател на женската партија, на жените на Европската унија, која изрично, децидно кажа дека Македонија мора да доживее своји промени и дека местото на председател треба да го завземе госпоѓа Горана Силјановска. И конечно, истото тоа го потврди екс официо Розалија и Бугло, тоа е председателот на жените и на Европската партија, тоа се милионска бројка од женскиот пол кој дава подршка. Освен тоа, председател на Комисија за надворешни работи во руманскиот парламент, значи висок политички профил. Ако ми дозволите тука, бидејќи, верувајте ми, сакам да представиме вистината во вистинска смисла на зборот. Во зборот за анкетите, пуловите дека се нарачани, порачени, платени. Еве, ја би предложил да одиме со Европул, кој вели каков е фактичкиот мегдан на рейтингот на кандидатите кои треба да го изборат и освојат местото за прв човек на државата. Одиме со анкетата. Европелекс го измери рейтингот на претседателските кандидати. Според нивната анкета, фаворит на предстојните избори е кандидатката на ВМРО-ДПМН, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Таа би добила 36% од гласовите. Втор со највисок рейтинг е кандидатот на СДСМ и актуелен шеф на државата Стево Пендаровски со 29%. Зад него е кандидатот на Здружената албанска опозиција Арбен Таравари со поддршка од 14%, додека рейтингот на Бујар Османи е 10%. На последните 3 места се Максим Димитриевски од Движењето Знам со 5%, професорката Билјана Ванковска како кандидат поддржан од политичката партија Левица со 4% и Стефчо Екимовски од Гром со 2%. Анкетата прави споредба на рейтингот на двајцата главни ривали со рейтингот кој го имале и на изборите во 2019-та. Па според тоа, Пендаровски во изминатите 5 години има пат на рейтингот од 15%, а Силјановска-Давкова од 8%. Во пресметаниот рейтинг во предвид не е земен ставот на близу 50% од испитаниците, кои рекле дека или не знаат, или нема да излезат на предстојните избори. Анкетата за Европелекс ја направил Центарот за политички истражувања и комуникации во периодот од 4 до 7 март годинава на репрезентативен примерок од 1085 испитаници. Да. Ова е анкетата со која се оперира во изминатите 24 часа, имавме можност да го следиме. Што ќе додадете на сето ова? Јас професор доктор Гордана Силјановска-Давкова ја познавам подолго време. Јас кога бев министер за правда, тогаш беше она назначена за член на Венецијанската комисија, така да имав контакти со неа. Тоа е една доста образована, стабилна личност која што гарантира сигурност, личност која што има своји ставови, своји мислења, кои и се држи до тие ставови и до тие мислења, и личност препознатлива по својата способност и својата одданост према она што треба да значи е председател на Република Македонија. Мислам дека овие анкети, но и мислам општото мислење што е во јавноста и анкетите тоа нормално го потврдуваат, секако дека предност е на, и тоа не само предност, него голема, огромна предност, е на страната на кандидатот на ВМРО-ДПМН, госпоѓата Силјановска-Давкова, која што мислам дека ужива углед и кај граѓаните, ужива углед и во научната и во стручната јавност и во размерите на она што значат институции на Европа и Советот на Европа, таму каде што се потврдила, докажала се потврдила како личност која што има овој свој идентитет. Не треба да се скрши тој стереотип, таа предрасуда дека жена не сме да биде и не треба да биде. Хомос Балканикус одиме со таков стереотип дека жената не може да биде председател, да биде шеф и така натаму. Па мислам дека она што ја краси и она што го оддава и што е ликот на професорката Гордана Силјановска-Давкова, тоа е она гаранција што ја дава дека ќе се надминат овие состојби, крајно неповолни состојби во Република Македонија. Сега, со оглед на владењето на оваа власт, би рекол една корумпирана власт, која што ја доведе Република Македонија на дереđe, на пропаст, на провалија, во длабока провалија, и каде што очигледно е дека
на Република Македонија и треба здрави кадри, и треба способни кадри, стручни кадри, честни кадри и требаат кадри кои што ќе бидат гаранција дека народот ќе живее подобро во Република Македонија, не ова сега што се случува на личности кои што и од самото владење, и од самиот председател, како не седнат уште на столчето, господинот Пендаровски го предаде Гоце Делчев, кога се обраќа, не доликува на еден председател да се обрати, кога во контакт со господинот Бојко Борисов, со љубави. И мислам дека тоа е одлика на еден човек кој што не држи до себе, кој што нема одлика на карактер на председател. Председателот треба да биде личност која што ќе гарантира сигурност, која што ќе гарантира доверба во него, каде што граѓанинот ќе му биде светиња, а не како овој председател кој што апсолутно се стави во функција на слуга да биде на одредени кругови, да не ги наречам какви се тие кругови, а народот знае какви се тие кругови, криминални кругови, кои што најважните ствари им се тендерите, тендераши и така натаму, или ова што се случува со мафија, владење во Република Македонија. Земете, не знам колку примери да ви наведам. Денеска народов е избезумен, просто избезумен од тоа колку се бомбардира со секој ден афера и секој ден се потешко и потешко. И не е ни чудо ова што сега, само уште ова да кажам, дека 20.000 луѓе во Република Македонија живеат со по 50 денари дневно, а 120.000 луѓе живеат со по 150 денари дневно. Значи, народот што би рекол една црна сиромаштија. Кој го доведе ова до ова црна сиромаштија? 400.000 се со $3 на ден ке живеат. Да. Толку 400-500.000 живеат во една би рекол недостоинствен живот. 160.000 живеат пензионери со 11.000 и 10.000 пензија, која е голема дискрепанца визави платите што ги покача. Знаете, господине Томик, но јас имам доста и животно и работно искуство. Оно што мене како човек многу ме боли, тоа што на народот му зедоа радоста, му зедоа среќата, му зедоа животната искра на народот. Сега, кога ќе го погледате народот, кај ќе сакате да го видите, народот, како вика една народна поговорка, народ како поглава, како удрен по глава, не како удрен по глава, сега него народот е стварно удрен по глава, затоа што е доведен во една мизерна ситуација. И од таа мизерна ситуација сега мораме да излеземе. Ќе биде многу тешко. И на идната власт ќе биде многу тешко, затоа што се создадени катастрофално лоши состојби, кои што мора да се исправат, иначе државата е исправена пред столбот дали ќе биде или не ќе биде. Мислам, од аспект на тоа што треба да значи функција на државата за задоволување на потребите и интересите на граѓаните на Република Македонија. И она што ќе биде држава која што ќе биде ценета и во светски размери, држава која што ќе гарантира слобода, ќе гарантира демократија, која што ќе гарантира овој владење на правото, а не ово што се случува сега на тотална конфузија. Анкетата е јасна, малце многу е не застрашувачка, али бројката кажува 50% се неопределени. Тоа на главното вистинското јазиче која дефинира вистинската оценка на крајната оценка. Како се натерат гласачите таа бројка да се намали, да излизат на избори, што повеќе пати мило ви кажам дека се овие историски избори да се врати дигнитетот, како што спомнавте, смејата, радоста кај граѓаните, што некој ми ја киндапирал овие 7 години. И конечно, дали избори? На избори се оди со ароганција, со недемократичност, со незнаење, немање концепт, како што ценувате аналитичарите од страна на актуелната власт. Или го чекат опонентот да се ги каже кои се неговите адути и која е неговата изборна кампања, програма. Јас сега и на јавни собери и во изјави и врвни функционери, ако можат така да се наречат, ја не би ги нарекол така, затоа што тоа што го направи не им доликува и не личи на достоинствено однесување на еден функционер. Сега се занимава со тоа дека анкетите биле лажни, дека анкетите биле пренадуени, дека биле невистините и така натаму. Ја мислам дека на самото гласање народот кој што ќе се определи многу повеќе од колку она што го покажуваат највисоките анкети за подршката на господјата Гордана Силјановска Давкова, затоа што народот знае да одбере веќе, народот има искуство. Ние спроведуваме веќе 3 децении помина каде што се спроведуваат
избори во Република Македонија и сега секако дека народот не може да биде манипулиран. Народот знае да одбере и мора да народот ќе загрижен за својата иднина и затоа ќе одбере човек што ќе му гарантира сигурност на државата и сигурност на живеењето на граѓаните во државата, да имаат еден достоинствен живот, а не да бидат постојано понижувани. Видовме дека народот е несреќен од анкетите што беа анкетирани во информативни политичките изданија на медиумите што имавме во изминатите денови, да ги проследиме. Народот е несреќен по самиот израз на лицето. Да. Нема никаква желба за ништо особено. Нема радосната Радоста ја изгубија. Од друга страна имаме исто така политичка провиненција, да речем така наречена, која искача со воинствена реторика. Тоа се мисли на Дуи и нејзините кооперанти, кои денови видовме дека формира некој нов така наречен Европски фронт и кој да видам морам ова да го изнесам во емисијата, гледам дека не се спомна на другите емисии. Представен известен Иријан Хоџа во своето излагање спомна дека ова му доаѓа исто како, ќе парафразирам, 2001-та. Почитувајќи го Али Ахмети како лидер на тогашната УЧК сега Дуи и дека што навистина ме загрижи таква воинствена и заканувачка реторика и конечно дека нивниот центар е Тирана и Приштина. Да, ние веќе слушаме, а ќе си заслушаме и во наредниот период многу небулози. Дали треба такви дефетистички пораки да се Мислам дека тие и такви пораки уопште не им е местото во едно демократско општество како што се стремиме да направиме, затоа што еве сега има еден демократски, еден европски фронт, па друг европски фронт. Знаете што, господине Томиќ? Да не беше да не беше криминалниот фронт во Република Македонија, немаше да има потреба од никакви европски фондови. Нас криминалниот фонд, коруптивниот фонд во Република Македонија ни е брана за интеграција во Европа, во Европската Унија. А тоа што ние каде ќе пофатите, сега да ќе откриете маса криминални однесувања. И сега овие реторики што се појавуваат, не знам, спомнување на 2001 година, спомнување на не знам какви однесувања, тоа се минати времиња, да се разбереме. Тоа го говорат тие што не можат да понудат нешто подобро, што не можат да понудат нешто што можат да го реализираат и нешто што е усмерено кон тоа да го заплашуваат народот. Примамливо за народот. Веќе нема да се плаши. Народот веќе толку е истоштен народот, во целина говорам, и македонскиот народ, и албанскиот народ, и народот на сите заедници, каде што знае народот да одбере тој што ќе го води напред, а не тој што ќе го влече назад, како викаше господинот Заев, што влече назад. Хидрото што влече назад, што влече напред, ама не влече напред, не го влече назад сидрото. Така да ќе одбере сидро кој што ќе го влече напред, ќе одбере однос кој што ќе ги гарантира функциите на државата, а не ова што треба да значи недоверба во институциите. Ние имаме една денеска комплетна недоверба во институциите, ама не се криви граѓаните заради тоа што има недоверба во институциите. Криви се самите институции, затоа што им падна рейтингот на 0,3%, на 0%, да земете совет на јавни обвинители, земете судски совет, земете органи на државна управа, агенции и така натаму. Што е на ова еден мастодонт стана, не знам, никој не може да ги добри колку агенции, органи, управни установи, така натаму има во Македонија. Директори, заменици директори, државни секретари, не знам, раководители, сектори, така натаму. Имаме таков слайд, може да го видиме. Тоа е катастрофа за држава и тоа мора да се надмине. Колку тоа е економски штетно за Македонија, имајќи и економски штетно и фактички штетно, да нанесува штета на државата. Да, еве тој концепт, кукинување на концептот заменик директор, што навистина можете на кадар да видите, тој е еден од представниците на опозицијата, Бране Петрушевски, тоа го постави како пост на Facebook. Ја навистина се послужив и благодарам во секој случај за ваков предлог. Имајќи факт, господин Маневски,
Јас би продолжил тој концепт за и околу представувањето на своите програми, но со не програми и малце парадоксални ситуации. До вчера, многу строгиот или големиот непријател политички на Али Ахмети, тој е Мендук Тачи, кој со така е на црната листа. Вчера видовме како се подадал цврсто рака и да подсетиме, почитувани, може ли да го добием тој слайд, како му се обрати, да, Мендук Тачи за Али Ахметовски лидер на криминална група. Тој меѓу другото вели заедно, да, со Хазби Лика, Джевад Адеми и Али Ахмети, сите до еден имат фалсификувани дипломи за нивното образование. Како успеавте живејќи по подруми во Швајцарија, сите до еден да изградите куќи вредни милиони? Го продадовте националниот интерес и си купивте куќи за себе, кажал Мендук Тачи, изјавил во 2014. Али Ахмети, ова е интересно, јас никогаш нема да правам со Али Ахмети, разбирате. Али Ахмети, се мисли коалиција. Али Ахмети е лидер на криминална група која пред 18 години ги тероризира албанците во Македонија. Тоа го кажа Мендук Тачи во 2020 година, председател на БПА. Да, јас ќе се подсетам, господин Маневски, само уште малце, дека еден од челниците на ДУИ, тоа е Изет Меджити, кој од страната на тој другиот опозиционен блок, кој вели, тука кај што седите вие, ќе подсетам, господин Томич, ние му предложив, председателе, повлечете се 2011-12. Убаво е 10 години, доста вие, па да бидете почестен председател, немојте да бидете избркани насила. Еве, им преседнало на политичарите. Да, ова што... Еве, прво за Мендук Тачи, како е може таа ја не знам, политичка култура ета? Ја исто така мислам дека можам да го поставам прашање како може еден човек кој што преди 10 години дал такви изјави, толку како што ги вие наведовте, а сега да се трансформира сосема обратно. Тоа говори пред се за самата личност и за интересите кои што сака да ги оствари на овој начин. Или Али Ахмети сака да собере околу него дека има некој европски фронт, еве сега партијата на Аријанит Хоџа, па ево ДПА партијата на Мендук Тачи и така натаму, а вие гледате какви изјави даваше и господинот Джевдет Феридини околу ова што треба, што значи функциите на и остварувањето на овие. Или денеска има една изјава на господинот Изет Меджиди, каде што говори дека дури господинот Бујар Османи направил куќа дивоградба, па платил по €1 за легализација, а тој му ја легализирал, или Артан Груби кој што во зградата во која живее направил не знам колку станови и така натаму, каде што исто така е злоупотребена и искористена положбата. Мислам дека кога ќе се откриваат работите од аспектот на тоа колку е честно вршењето на функцијата, дали е честно, тоа е основно за вршењето на една функција во една држава, почнувајќи од председател, па завршувајќи со еден градоначалник на најмала општина, ако сакате. Значи, пред се треба да се одликува со честност, стручност, работливост, знаење и она што треба да значи функција да работи во интерес на граѓаните, а не да работат за интерес на своите джепови. Пред се да работат за интерес на джеповите, да си ги полнат и да го плячкаат народот. И народот за тоа е доведен во ситуација, како вие говорите, народот е неспокоен, народот е несреќен. Едно од трите најнесреќни. Како може да биде среќен ако Сабајле бркне во джепот, а најде 200 денара, а не може да преживее денеска, да направи ручек, да руче и така натаму, или да купи средства за хигиена, или да обезбеди други потреби. Луѓето имаат денеска потреби. И денеска, значи, ако е одлика на општеството, она мизеријата во која се наоѓа голем дел од населението во Република Македонија, одлика и мизерија е политиката што ја водеше 7 години оваа власт. Ова криминална, би рекол, багра која што владее со државата, не во интерес на граѓаните, него во интерес во сопствените интереси. И сега го слушам и господинот Ковачевски, сега се пали Европа. Каква Европа? Европа, прво,
погледне околу себе, не можете ѓубрето да го чистите. Видите во каква ситуација е доведена државава. Погледнете железницата, вест, замислите, вест, возовите ќе возат повеќе од 20 км на сат. Па у 19 век побрзо возеа возовите. Или погледнете поштата, огледало што треба да биде, на што изгледа, какво ругло е сега таа пошта. Еве, ја одам таму нешто, пуштам ово, она, не се криви тие луѓе што работат донатре. Меѓутоа, она ја запалија, овие овдека ги уништија, и што се направи? И каков може да биде односот на народот ако ова не го гледа? Ова го гледа и ова него го боли. Народот го боли. Народот го боли исто толку ова што го гледа, колку го боли тоа што е гладен или страден за најелементарните средства за остварување на неговите функции во државата. Затоа што народот сака да живее во држава, правна држава, во држава која ќе владеат законите, а не да владеат како робовласници, само се однесуваат како да е нивна државата. Само на народна јавна констатација дека сите предпријатија што ги добиле ДУИ од СДСМ, пошти, комунална хигиена, сите се банкрот или уништени. Господин Џевдет Харедини, благодарам што ме подсетивте за овој прашање. Би замолил режијата, можам слайдот од господин Џевдет Харедини, тој е еден виден политички активен беше во поранешниот систем, беше одговорен за ресанација на банки, министер, заместник за финансии. Да, меѓутоа тој истиот вели Харедини сака да му каже на Гир за да се сретнат, му ги на Девид Гир, првиот човек на Европската унија Македонија. Гласно и јасно го критикува двојецот Ахмети и Ковачевски, нарекувајќи ги лажговци и манипулатори, и дека тие први треба да се бидат изложени на полиграф, апропо иницијативата за криминалот на царинските премини. Од друга страна, господин Харедини никако да се види со господинот Девид Гир, и види, че има што да му пренесе на господинот Девид Гир за корупциите на поранешните функционери на ДУИ или актуелните. Но еве, само ако ми дозволите, и Девид Гир, кој некој навистина, не сакам да го спомнам, бидејќи има ловци на некои несакајчи грешки, сепак тој е Девид Гир. Лапсузи, да. Да видиме што кажа господинот Девид Гир за тоа што се покаја, што се сретна народно констатирано со господинот Али Ахмети во институцијата политички систем или фудбалско игралиште за Артан групи и група министри. Одиме со изјавата. За Унијата загрижува и слабата желба на институциите за спроведување на препораките на антикорупционерите кои предвидуваат поголема контрола на трошењето народни пари и вработувањата во администрацијата. Но препораките на антикорупцијска да не се злоупотребуваат државни ресурси за партиски цели ги прекршил и евроамбасадорот Гир, кога во декември лани се сретна со Али Ахмети во Министерството за политички систем. Вели, човечки било да се греши. Меѓутоа, да, вели човечки да грешиш, меѓутоа никако се покајат и да барат порочки или да платат. Лапсус има лапсус лингве, лапсус калами. Тие лапсуси некој знае да ги злоупотребува, меѓутоа една работа сакам да ви кажам. Она господинот Џевдет Харедини, тоа е исклучително еден човек кој што има свој интегритет. Го почитам многу, висок и почитуван интегритет, кој што говори ова што е сосема во ред и дека не можат просториите на едно министерство на државно министерство да бидат користени за прием на било кој, нека е и овој Девид Гир, евроамбасадорот, или нека е било кој други, или да се приредуваат таму родендени или прослави на родендени на шефот на... И културен забавен живот, фудбал и така натаму. Сега ја да ви кажам тука една работа за која што е очигледна, тоа е, мислам дека господинот Артан Груби има право да игра фудбал во таа просторија која што е наредена со најмодерен мебел и тој кабинет негов со најмодерен мебел, Честерфилд стил, со фотели, со завеси, со штотине таму, со бироа и така натаму, и каде што
тој самиот, јас го истражував тој случај, затоа ви го спомнувам сега, каде што тој говори дека ако Министерството за политички систем е отворено на 4 јануари 21 година, а на 31 декември претходната година е извршено предавање, кога успеа за 2 дена да го опреми тоа? И самиот, знаете што говори тој? Дека кабинетот што го опремил со фотели и со тие сите ствари е од негови лични средства. Документот го имам тука, може да го видите, каде што говори. Сега да го прашаме, ќе си ги земели тие лични средства? И тоа е една работа. И второ, ова мене многу ме подсетува на еден тотален систем на неказнивост, а господинот Джевдет Харедини, јас тоа го повторувам повеќе пати и он го повторува, и со право го повторува, затоа што промоцијата на системот на неказнивост и она што е поврзано и со црните листи, е очигледно дека има одреден расчекор у тоа што како се постапува. Ево земете еден случај, каде што окружниот суд на Њујорк ги осудува 20 директори на Маѓар Телеком, Елекс Штраус и Андраши. Ги осудува на казна по едниот $250,000, другиот $150,000 и забрана по 5 години да не можат да вршат функција на директори на фирми. Затоа што тие дале на функционери на една политичка партија на власт веќе долги години и на функционери во извршната власт им дале подкуп од $4,850,000 преку кипарски фирми со лажно представување дека тие вршеле одредени консултантски услуги. Кога тие лица ќе се најдат на црната листа? Тие што дале тие што примиле подкуп, ќе се најдат ли некогаш на црната листа? Тоа е пресуда на окружниот суд на Америка правосилна. Не е тоа пресуда на некој македонски суд, па да речеме ево македонскиот суд претерува. А тоа е наполно неспорна работа. Кога тие лица ќе одговараат и кога тие лица и дали не им на тие лица местото на црната листа, каде што ден слушаме дека се надополнува. Ајде, јас се надевам дека ќе биде надополнати со овие лица, а тие се високи функционери на политичка партија и на извршната власт. Да видиме дали има селективност или нема селективност, или има еднаков однос према сите граѓани кои што чинат казнени дела на штета на Републиката Македонија, на граѓаните на Република Македонија и каде што тие што треба да се најдат на таа црна листа, тоа го заслужуваат со криминал кој што го направиле. Овде е очигледен криминалот докарнат со пресуда. Зошто ги нема на црната листа тие лица? Зошто не одговараат тие лица? 2011 година затоа што тие работеа кон тоа да се спречи втор мобилен оператор во Република Македонија. А знаете тогаш колку сметки плаќаа граѓаните за мобилни телефони затоа што беше монопол. И затоа Комисијата за хартија од вредност на сат ја го осуди Маѓар Телеком со $95 милиони заради таа постапка на монополизација што спроведуваше во тоа време. Еве, очигледно, ова ништо не е спорно што ви го говорам, господине Товиќ. Ајде да видиме како ќе се развива ова. Јас се една прилика да реков дека ќе има звучни имиња, се случи, не значи дека некој ми шепна, туку со оглед дека имам доста контакти во Соединените Американски држави, имам во Европска унија, каде ми спомна дека во финале се очекуваат уште позвучни имиња, фигурно господинот Стевче Кимовски беше спомнат. Да. Реагира во секој случај, тоа е негово дискрецијно право да реагира. Меѓутоа, како ќе се основа, кај што вика кај има чад, има и оган, но јас сметам дека таа презумција на невиност треба да се докаже во институциите на системот, но со американците не може никој да се игра. Со оглед дека ќе се согласите со мене. Во бившиот систем имаше еден систем кој се викаше УДБА. УДБА која се грижеше за единството, целовитиот територијален интегритет на Југославија. И јас сакам Македонија, знам дека некои ловци на вие зборови, али да им влеземат се од црпката во секој случај, кој ќе се грижи за стабилноста на Македонија. Не да уништат Македонија. Од обичен човек што се грижи за чистотата на улиците до председател на државата, ќе завршам, тоа е систем. Во тој систем, да бидам искрен, имавме таква ситуација во која ја спомнав ова причина зашто зборам. Така и во Соединените Американски држави има секаде инсталирано луѓе
и кои се доста информирани. И во УЈП, и во сите институции на системот, и тие се затоа идат со цврсти гаранции за сторителите на кривични дејанија. И конечно, станува збор за новиот закон за системски вредности, како беше... Рестриктивни мерки. Да, рестриктивни мерки, кои СДСМ бара да го се имплементира. Кажете ја таа логика, дали може да стане? Јас, да ви кажам право, јас сум 10 години министер за правда бил, да? и во претходниот систем и во овој систем. Ние не може, доста се лажеме, ние само со нови закони. Само со нови закони се лажеме. Ќе направиме закони, ќе ја решиме работата. Од кога ќе се направи законот, ќе се стави во фјока и готово. Мислите дека работата е завршена со тоа што ќе се донесе некаков закон кој не се спроведува? Дали се дерогира системот? Ма системот се дерогира очигледно, затоа што тоа е манипулација. Ние имаме закони кои што само треба да се применат тие закони. А кој ќе ги применува ако ние имавме јавен обвинител кој што беше заспан цели 5 години? Дали требаше црната листа или извештај од Европската комисија да ни кажат кои се криминалци? Како се направи таа црна листа и виде таа америчка администрација таков криминал во Македонија, а ние не можеме да видиме овдека. Не, ние гледаме, ама се правиме дека не гледаме. Има луѓе кои работат за системот на американски држави. Тие што работат сигурно не работат без пари. Апсолутно, не велам дека не, а одека системот наш се дерогира. Тоа беше со Катица Јанова, ќе се согласите со мене. Ви сте министер за правда. Дали тоа дискредитација и дерогирање на правосудниот систем, општо на институциите, да носење паралелен нов јавен обвинител? Мислам дека... Вие кажавте дека има способни адвокати, способни има и суди... Не се сите исти, да се разбереме. Ние сега владее некоја политика и сега ја промовираат некои кои што не се добронамерни, секако, кои што очигледно се служат со манипулации, дека сите се исти. И дека се исти и тие што ќе дојдат на власт и овие што се сега на власт се исти. Ајде, еве го Заев не даде отчет за тоа што направи. Таче, господина Ѓорги, Ковачевски, ќе даде ли отчет за тоа што направи за ова време? Јас како министер за правда, кога ми заврши мандатот, направив една книга, беше се нарече Предизвици и достигнувања, за тоа што сум направил за 5 години. За 5 години, јас како министер за правда, направив повеќе објекти отколку ова влада. Ова влада не направи ни еден објект, не направи ни еден тоалет, ни еден нужник, што вика народот не направи. Ако не го направи в кривичниот суд, каде ќе ги судеа овие делова? Во салата на Царина или ќе ги судеа на Борис Трајковски, за душе Борис Трајковски, они не го направија. Што направија? Рекорд ќе биде запишан во аналите, може и у Гинис да биде запишан. За една година, минатата година, 2023 година, 1 метро брз пат или 1 метро аутопат во Македонија не е пуштен. Колку се потрошени, знаете? А парите како ти да... Кај се сега 236 милиона, господине Томиќ, дадени на Бехтел и Енка. Една година помина, нели? 8 март, помина 8 март. Една година користат толку пари. Знаете колку е камата на 236 милиона евра за една година? Рачунете по 3%, 8, 5%, колку е 5,5%. Знаете колку пари е тоа? Што добивме ние од тоа 2 дупки, 3 дупки таму ископани и така натаму? И што сега и тоа што како може да се борат за некој да спомнуваат закон, треба да потонат во земја ако спомнуваат закон, а договорот за Бехтел и Енка не го даваат ни на антикорупцијска комисија, нити на собрание, како што беше и бугарскиот протокол, документ што криеше. Ајде дека се случи тоа во американскиот конгрес, да не му дадат на американскиот конгрес документ некој. Па тоа не може ни на крај памет на никога да попадне. Ја ве молам да ние изиграваме овдека за морчиња. Секој со нас нешто игра. Еве јас сега како не држат на портите пред портите на ЕУ. Сменете го уставот, сменете го името, десете ги сега бугарите во уставот, направите ова. Аман, каде го има тоа? Во кои критериуми тоа го има? На кои држави тоа го побара? Го побара од Румунија, Бугарија или го побара од други држави? Од Молдова. Копенхагенските критериуми, кај се? Ги почитува ли некој? А Македонија, тие таму што тоа прават, не ги окривам толку нит колку овие наши неспособни кадри,
кои што не знаат да ги бранат интересите на Македонија, кои што изиграваат една понижувачка Сакам само улога. сакам еден само паралелно према. Пак ќе ја спомнам госпоѓа Дорис Пак јавно побара отчет од актуелната власт кој се на заминување, што сториле со борба против криминалот, корупцијата и на крај вика мора да заминат. Истото тоа каже госпоѓата Розалија Ибел. Еве денеска е 26 март. Мораше да ви го спомнам, на 27 март 41 двојката Цветковиќ и Мачек подпиша капитулација на Југославија, му ги дада клучовите на Хитлер. Зборат дека владата на Груевски нациите беа капитуланти и уништија Македонија. Дали капитулација со Преспанскиот договор, што беше едностран? Ако се подпише, се обезличи народот македонски, се смени името, дали требаше, што спомнува господја Дорис Пак, го критикува господинот Макрон, дека не смееше да остави Македонија надвор од Европска унија со подпишувањето на Господине Томиќ, јас сум 60 години и 3 правник. Да. Сум вршил многу функции. И да е важно тоа. Како може една власт да не ја почитува волјата на народот? Имаше референдум. Успеа ли тој референдум? Не успеа. Не успеа. Значи, валиден е од правен аспект тој договор. Како народот не кажа дека не го прифаќа. Државната комисија рече дека не успе. Државната изборна комисија кажа референдумот не е успешен. Нема повеќе од 50% од И Заев призна, и Зоран Заев призна. Ама виж што направија? Зоран Заев за тоа тие негови изјави ќе јадеме живи луѓе, ќе ве бркаме, додека да дишам нема да го менам името, нема да го менам уставот, лажоман. Вие сте министер за правда. Не е тоа, јас сум министер за правда и затоа вака и говорам, затоа што мене ме боли, затоа што јас сум правник и сакам да владее право, а не лажомани. Дали застаруваат ваквите дела? Не застаруваат тие дела. Тие дела не застаруваат, како не застаруваат ни хашките случаи. Дали новината власт што треба дојде, треба да има џентлменски договор или треба да фактичка да си ја заврши работата како што треба? Јас да ви кажам право, сакам да верувам и верувам во тоа дека идната власт ќе има капацитет да се справи, ама ќе биде многу тешко. Многу тешко. Зашто? Многу е трулеж голем натробен. Многу криминали е, нема кај да бркнете да не најдете. Вие мислите дека со тоа што ќе го заташкате предметот во фиока и дека ќе се заврши работата, да се заборави. Тоа не е така, затоа што ако ова не се надмине, ние државата и ја подкопуваме основите на државата, во државата ако не владеат законите, не владее правото, нема ни економски систем, значи економскиот систем е засниван на правни норми и урегулиран со правни норми, затоа што морате да имате вие морал, деловен морал, правен морал морате да имате. Ако немате тоа, вие немате ништо и затоа ние овдека со овакви неписмени кадри донесени таму стаени на позиција, не знае ни каде се наоѓа, да ние да одиме сега напред. Не можеме да одиме напред. Христијан Мисковски ќе има доста обврски работи. Ќе има обврски, ја мислам дека има добар тим, има добри луѓе, добри кадри, образовани, честни, вредни, кои што ќе вложат максимум напори да се излезе од оваа ситуација. Ова е неподнослива ситуација и од оваа ситуација Република Македонија мора да излезе и граѓаните на Република Македонија да излезат на прав пат. Нема враќање назад. Нема враќање назад. Значи коцката е фрлена, нема враќање назад. Пред ве да поздрав. Почитувани, сакам да ве замолам. Си дав зборидејќи се сочувствувам со сите пациенти од хематолошко-онколошка природа, кои навистина побаруваат поддршка. А утре се одржува едно предавање, би може замолил режијата ако може да го презентирам, тоа е во деканатот на медицинскиот факултет. Има една прекрасна трибина актуелна за акутните леукеми, кои убаво е да се присуствува и да се поддршка нови пациенти кои навистина бараат поддршка од државата, од системот. Еве, да ви посакам добро здравје вам и благодарам што ми дојдовте. И на вас и за така, се најдобро. Фала. Да, почитувани, рековме, кога сме единствени и заеднички, победата е неизбежна. Победата за доброто и вистината на Македонија. Бидете ми живи здрави. Реков дека си дадов збор од оваа емисија се до 8 мај. Секој ќе ве подсетам и ќе поканам
на будење. Ве поздравувам со будење за Македонија. Пријатна вечер. Благодарам и јас. Спиев, се разбудив. Спиев. Кога се разбудив, имав рамка на вратот која се викаше Охридски. Ми рекоа, не се противи, тоа е заради човековите права. Заспав. Кога станав, половина Македонија беше прекриена со џамии. Ми рекоа, молчи, треба да се почитуваат верските права на другите. Си легнав да спијам. Кога се разбудив, моето сонце од кутлеш беше на земја, а друго знаме се вееше. Ми рекоа, така мора, не било мое сонцето од кутлеш. Заспав пак. Кога се разбудив, Македонија беше северна. Молчи, ми рекоа и не протестирај. Тоа е за да влеземе во Европската унија. Легнав да спијам. Кога се разбудив, не бевме македонци, туку станавме коса црта, а бугарите битка бие за мојот македонски јазик. Ми рекоа, продолжи да спиеш. Има кој да ги бие тие битки. Спи спокојно. Идентитетот и јазикот се бетон. Кога се разбудив, од мојата македонска историја ми беа останале само кориците, а од јазикот само буквата Дз. Молчи и не се буни, ми рекоа. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.